Почитувани, почнуваме со емисијата Очи во очи на телевизија 24. А тема е она што долго се исчекуваше и денеска и во емисијата во тек на Слободна тема од вас беше иницирано, што се чини дека покажува дека има и заинтересираност. Помеѓу другото, можеби и токму заради сето на исчекување околу предлогот на новиот гувернер од страна на председателката Силјановска Давкова, која, требаше да предложи, па потоа рече дека ќе требаат уште 2-3 дена да размисли, па потоа размислуваше, па денеска истече конечно веќе мандатот на актуелната Ангеловска Бежовска, па во исчекување дали ќе успее, тоест ќе размислили од тие три кого да предложи, конечно најави дека размислила, дека името е познато, па нема да го соопшти на новинарите, па нема да го соопшти на јавноста, па по закон се доставува предлогот до собранието, ќе го достави собранието, па собранието да го соопшти и така натаму. Добро што немаме папа или така, затоа што очигледно, кој знае колку тоа би траело. Мислам, процедурата за изборот на папа пократко траеше, отколку ова, па и таинственоста, она некако уште само чадни требаше. Но добро, за среќа пак требаше да оди за Италија и тоа може би ги забрза работите. Пред патот за Италија, конечно се соопшти името, беше се или ништо, значи ако отидеше за Италија, кој знае повраќањето, веројатно ќе се случеше тоа. Но како и да е, ако мислела на тој, тогаш тоа е Трајко Славевски, предложениот за нов гувернер, актуелен се уште председавач на Советот на град Скопје, кој, веднаш подготвено, гледате како тоа непроблематично веднаш оди, ќе ја напушти функцијата, ако биде избран, тука нема никакви проблеми. Проблем е ако не се избере некое друго место да се напуштат функциите. Вака веднаш. Сега работата е таа што на Славевски му треба 61 глас за да седне во гувернерската фотелја, односно просто мнозинство. И предлогот доставен до собранието, собранието утре ќе гласа. Ќе видиме и ќе дискутираме и за тоа како мислите дека ќе помине сето тоа. Меѓутоа, што мислите прво за предлогот и за ставовите, оценките на политичките партии. Очекувано ВМРО, ДПМН ќе го гласаат предлогот за тоа Славевски да биде нов гувернер. Додека пак опозицијската СДСМ е против, тие велат дека ова значело, цитирам, погребување на последната независна институција и во својот допис во соопштението велат дека оваа институција секогаш имала независни експерти, а дека сега ќе го има човекот за кој 9000 денари минимална плата биле многу пари, повикувајќи се на негова поранешна изјава, на која исто така пак и левица се повикува и тие изјави дека нема да гласаат за тоа Славевски да биде нов гувернер. Велат не покажало трошка емпатија кон луѓе, цела класа на граѓани, него тоа не го интересирало. Утре ќе дојде пазарот и ќе рече тоа е пазарот, значи токму како што тука изјавата, подсетување на тоа како рекол за 9000 денари минимална плата, рекол и дека тоа е пазарот. Сега тоа може и да биде добро. Мислам добро за државата. Тука апсолутно банка, економија, финанси, бизнис, од типот и на актуелниот председател на САД, гледате. Се е подчинето на трговијата, на тоа како ќе премине преку колено, да се префрли ЕСАПот да помине. Веројатно така и Трамп се на тоа го засниваше и она дека за 3 дена ќе заврши војната со Русија. Токму со тие бизнис пристап, но се покажа дека не оди тоа така. Меѓутоа, за вакви работи може тоа и да биде добро. Не е добро за народот, затоа и ова, војната продолжува.
За бизнисот е добро, ете и сад ќе имаат минерали сега ретки од Украина. Така да ова, дали пазарот е таков или 9000 денари се многу пари и слично, тоа навистина може да биде добро за таа фискална макроекономска стратегија и така натаму. Колку ќе биде добро за луѓето, тоа е друго прашање, но ако преживеат, потоа можеби ќе има подобри околности. Впрочем, овие позиции не се за луѓето директно, токму за економските па прво стабилизирање, па потоа ако може и унапредувања и достигнувања. Но ете, ова е значи првата тема, што мислите за овој предлог и тоа како ќе помине утре на собранието пред пратениците. Тие очигледно нема да се мислат толку, значи конечно еве доставене до собранието и веднаш утре сите ќе го притиснат тастерот, нема да им треба толку време за размислување. Но добро и полесно е, тие ќе гласаат само за или против за еден кандидат, а вака требаше да се размислува за 3. Па е тоа барем 3 пати повеќе време неопходно. Особено кога една глава мисли. Еве, ние сме со повеќе секако размислување, затоа и да почнеме веднаш со првиот гледач. 60 91 924 925 се телефонските броеви. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Дали имаме некого на линија? Добар ден, се слушаме ли со некого? Добар ден. Гувернерот има инаку 7-годишен мандат, има право на реизбор. Ова право нема да го има очигледно гувернерката на која истече мандатот денеска, истекува се едно до 24:00, ако не се лажам. Таа не ја доби шансата за повторен избор, односно за реизбор, како пак ни шансата за прв избор Зоран Ставревски. Него мина филтерот кај председателката. Но добро, таа ги пофали сите тројца. А сепак ете најдобриот според неа е очигледно предложениот кандидат за кого утре ќе треба да се изјасни собранието. Добар ден, имаме ли некого? Повелете. Добар ден. Се слушаме? Се слушаме, поздрав, добро е работат врските, повелете. Јас сум на линија. Вие, да, еве, почнуваме со вас, повелете. Слушајам. Кажете. Уствари се извинувам на зборот. Ба, добро, во редите. Што да ти кажам? Слушај, ваму слушај добро, како беше она, да. Да. Повелете. Извини. Ма во редие нема... Не дека имам против Славевски. Аха. Него јас имам еден став, дека кој ќе тргни возо низ брдо и нема запирање. Што сакав да кажам? Ајде, еве ти 58 пратеници, ајде, еве ти... Па што, зошто не го слушаш народот, пример? Зошто не гледаш што е поповолно? Немам против ништо човеков. Ама се тргнало наопаку. Гледајте, закон за јазици, двајца не гласале. Па што ако не гласа? Ако имаш кворум, ако се 7 души, 5 се тука. Гласај. Сега на неодредено. Не вејсо. Што ќе се надеваме на нешто што нема појќе што да очекуваме, си делам. Не ВМРО, не СДС. Јас му честитам, секогаш на албанските партии му честитам. Секоја му чест луѓето. Па и тоа предлагам вака, може глупо е. Тај дека се повлечат најголемите македонски партии. Оставите ги луѓето да ја водат државата. Гледате дека се игра со вас, сака излегуваат влада, сака влегуваат, сака излегуваат, така и за гувернер. Што се случува, бе? Јас не знам, че одиве да избори, да весе. Кој ќе оди да не... Абе, нема раката да ми се подкине, не излегувам кој ќе. Додека не видам нови луѓе, што никогаш не биле во партија, па за да речам че гласам, па белки ќе биди. Овие врана со врана не си бъдат очите. Што сакам да кажам? Ајдете да исовне на власт со 58 пратеници. Кај ти е Артан Груби, кај ти е Заев, кај ти е сите деликвенти доса. Кој влегол в затвор, кај си? Кој? Има некои што го судиле? Ништо, играње. Закон за јазици сега на неодредено време. Што правиле вејцо? Само си овде. Така, да, ви благодарам, ве поздравувам. Иако ова што велите
за албанските партии во контекстете комплименти дека се обединети и така натаму. Не знам, во последно време зарем не ви се чини дека некако има не само пукнатини, туку доста разединување и најновото ова со излегувањето на Таравари, кој е токму и ја покажа, или ја покажува таа, не знам, обединетост, посветеност, убеденост кон партијата, кон програмските цели или кон функцијата и така натаму. Значи, сите тие дошле како партија, односно представници на партија, во случајот со Таравари, крилото на Алијанса за албанците на Таравари, а сега, откако излезе Таравари, од 50 функционери, тројца само излегоа. Останатите остануваат на функциите и го осудуваат Таравари. Всушност, значи, се дистанцираат од партијата. И сега, велам, тоа е... Дали одеднаш сватиле дека па не добро е да се биде тука, вака поголем придонес ќе дадат? А всушност дека она што биле и како дошле со партијата не е вистинското. Или тој сменил, или... Како и да е, гледате дека има поделби доста. Па потоа јасно и во самото мнозинство вреди и слично. Што не е секако не е нешто не е добро, не е во ред. Би требало да се знае и таа посветеност, иерархија, како што функционира, да се знае што е приоритет, што се работите, што треба во преден план да е, не знам, државата, па кога е партијата, па функцијата и слично. Така да, знаете, кога ќе се разголат работите, кога ќе дојде до гранични ситуации, па тогаш се гледаат, па и луѓето впрочем. Велам впрочем и луѓето, затоа што најлесно се гледаат вака функционерите и партиите, луѓето. Треба екстремно да дојде веќе до некои скраја да се ситуации гранични, војни и така натаму, па тој или овој, па да се види кој е кому пријател или кој е до каде дојден. Но тука гледате во политиката многу лесно се гледа веднаш кој како. Кој ќе замине од позиција кога има прилика да оди на друга, кој нема да замине кога треба да замине за да каже заминувам од принцип. Кои се тие кои заминале од принцип? Повелете, добар ден, ајде веќе и друга тема е тоа. Повелете, добар ден. Добар ден и да, поздрав, убав ден, вие сте, повелете. И па тоа е други вие, кројат судбината ми со народот, да каже, да има некој, овако како да кажам, мислење од народот, да видиме кој што е, меѓутоа ете, една личност, председател која е една држава, да одлучува, малку не ни е во ред, меѓутоа тоа е, таква е политиката и така. Значи јас не сум, јас без Заставревски и многу други сега, добро, не мора да значи секој има свое мислење. Така, бидејќи сепак човекот бил во Светска банка, па и тука беше нели министер, не знам, некако гледав према него, така некој подобар потенцијал. За Бежовска немаше шанса да биде, затоа што во нејзин мандат пропадна Евростандард банка. Сега некој вика крив е газата. Газата е крив, ама Народна банка е тој што управува со банките, значи не се само банките самостојни како што сакаат, значи процедурата мора да иде преку Народна банка. Така да за нејзе знаев дека и нема уопште да биде, плюс беше од друга партија, за жалка и нас така секој пат иде, кој како си дојде на власт, си носи своји луѓе, тоа е факт и го знаеме сите. Меѓутоа, уопште не сум за Славевски, меѓутоа тоа е тоа. Како ќе биде, сега, нели, како што вие дадете во вашето излагање, нели, многу е плата, колку таму, ајде, сумата. Точно дека е многу, знаеш, како викаат старите, 100 стапа под тук грт не болат, исто така, кога некој ништо не осетил на своја кожа, многу е лесно да каже дали е добро или не е добро, и меѓутоа уопште не треба барем такво некој излагање си да даваш као економиста, професор, интелектуалец од таа бранжа и све. Затоа што меѓутоа за жалка и нас каква демократија, немаме ни демократија ни ништо. Демократија само за функционерите, кој како сака ќе се стави, ќе продолжи, ќе биде и тоа е тоа. Народот
Да, ви благодарам, поздрав. Да, и 100 стапа по ту грб не болат, но еден по собствениот и тоа како боли. Ете како различен степен на болка има, интересно. Повелете, добар ден. Добар ден, Лисо. Поздрав, се слушаме, добар ден. После толку закани по мене, браво, мојата да. фамилија, Аха. да не се јавувам кај вас, девска не може да издржам и се јадувам. Одлично, Ако па сака, добро да нека се ме слушнеме, затвора. повелете. Така, Него, случи сега тука. кажете. Еве зашто е Славски ставан. Сега овој штит играчот, Обединето кралство ќе му даде 6 милиарди пари. Да, тој ќе биде чувар на парите на Мисилски и неговата банда. За тој е ставан. Ако нема во Македонија друг кадар, па подолно се иселиме до оваа земја, како ве може Славци го ставаш гувернер на Народна банка на Македонија? Па тој е апаш пернационалност. Тој не може да биде тоа. Тој никогаш не треба да биде ставан на никаква функција, бидејќи направи голема штета на мојата земја Македонија. И сега ни го само чува на нашите пари. Се молам исто. Тоа е срамно и безобразно. Али ако нека гледа народот и нека суди. Пријатно били ви живи, здрави вилните, што се случат. Благодарам, поздрав до вас, за добро. Само нека е добар ден за следниот гледач. Повелете. Мисал, Да, повелете. добар ден. Добар ден, кажете. Се слагам јас вие што кажувате дека еве Таравари излезе или ова, она па овие остана. Аха. Не ви, што тоа е ствар на договор. Аха. Немој бре. Музем краво, музем и државу. Тоа е просто да сватиш. Не можете да ми го смените мислењето, не вие. Не се ни обидувам, Ние само точно, не, немојте, ве молам, јас не се утам на вас, вие исправно се водите емисијата. Сакам моето мислење само го пренесувам. Јасно, затоа. Не можете да му убедите. Јас му честитам и па ќе му честитам. Добро, па не, и Сега, добро е ние ако што е сме, така, да. ние што сме слепи, македонските партии и од останатите националности, тоа е друга ствар. Јес, Трајко Ставрески не би го предложил. Ставрески иде дека слушна, оценам Ставрески, водеше економијата, нека се јават, други се извинувам, пријатни. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Би било добро да сте во право, јас ниту се обидувам, ниту сакам, особено ако се некои варијанти неповолни да влијам. Дури ако би се обидел да влијам, би одел во нешто што е пооптимистички, нешто што макар дава надеж, како што дискутиравме и денеска. Свесен е човек, не може да има се на светот, но вреди да се обиде да добие. Тоа е таа опција да се обидува. И јас одам секогаш по таа линија, да се најде некој оптимизам. Така да велам и по најмалку тука би било добро да е така како што велите, затоа што тоа би било и добар пример и за другите. И партии, групи, фракции, се едно, мнозинства да се обединуваат. Нас перспективата ни е токму она во што не уверуваат дека немаме алтернатива е обединувањето, е интеграцијата. Па што е тоа, значи, комплетно дури со физичко релативизирање на границите. И сега тука немаме алтернатива, тоа е единственото, нема каде да одиме друго, а тука се покажува само поединечно фрагментирање. Секој со секого. Така да велам јас, едноставно, ниту тоа не би функционирало тогаш. Тогаш е само нешто декларативно. Немаме алтернатива, одиме кон ЕУ, а тука барем тие меѓусебно се гледате човеку волк. Во смисла кој кого ќе ајде не кажам надитри, да надмудрима да и тоа нешто околу мудроста. Како и да е, затоа велам добро е да се оди во насока на релативизирање. Не само хомогенизација внатре партиите, туку и релативизација на партиите. Толку партии имаме што па гледате региони, па истокот, па овој, па оној, па тука точка, па тука запирка, па таму е албанец, па тука е србин, па тука е кој што води. Се е испресецкано и споделено, а од друга страна немаме алтернатива, идеме да отвориме се, да тргнеме и граници и се. Па како? Јас би сакал затоа да верувам и да е така и да тоа биде пример во таа насока
на отворање, кои тие треба да го почнат. Ние, луѓето функционираат, нема за среќа поделби и граници. И тоа велам за среќа, со таквите пораки кои ги праќаат, добро е што навистина ние функционираме одлично. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, поздрав до вас. Повелете, ве слушам. Поздрав до вас и одма да кажам, пошто има малку време, ова е тотална узурпација на политиката во државата. Со тоа што Трајко Славевски е непогодна личност, затоа што тој беше еднаш на парламент дисквалификуван. 2 години владееше во Народна банка и после тоа на парламентот го отповика. Заради тоа што не е доволно постапува, не е надвор од закон. Сега вие пак да го бирате таа личност, тоа е нешто недобедно. Не знам како тој човек кој што бил осуден еднаш за некои неправилности во државата, вие сега поново ќе го ставите на такво место. Нешто сакам да кажам дека политиката во целата ова е изигрување на народот. 6 милиарди што ги ќе ги земеме како стратешко партнерство со Британија, па ова парламентот пред неколку денови или колку беше време донесе за пензионерите да може да работат. Па Трајко Славовски треба да иде у пензија. Треба за 1 година да влезе у пензија. А тој закон го донесува заради него. Тоа све е испланирано во државава. И сега тие пари се каде 6 милиарди во државава. А вие 120% се задолжувате од бруто од што го имате во државата буџетот. И како можете да функционирате во таа држава? И каде ќе се вложат тие пари? Ќе се вложат за тоа што ќе дојдат овдека избеглици во државата, ќе се направат кампови за избеглици, затоа што ние сме како шупа на Европа овдека. Им треба на Европа шупа кај што ќе треба да ги сместат избеглиците кои што не им одговараат во таа држава и таму во цела Европа. Ние сме на дното. Ние мораме дефинитивно нешто темелно да промениме во државата. Вака не иде во државата. Благодарам ве, поздравувам, но ете кога прашувате како се избира и слично. Процедурата е таква, но ете очигледно не биле замислени токму такви поделби или фракционирања, групирања за кои ете зборувам. Значи предлогот го дава председателот на државата, односно избира од одреден број на кандидати. Па тој предложениот потоа го избира собранието. Неопходно е, значи, просто мнозинство, односно најмалку 61. И сега предвидено е дека тука имате вие двоен филтер. Прво дека, не знам, председателот ќе избере најдобар од понудените кандидати, за да им олесни на собранието, најдобриот стига пред собранието, а потоа собранието, ова што вие го дискутирате, анализира биографии, компетентности и слично, дебатира за тоа и ако председателот како една глава мислел дека овие ќе размислуваат со толку колку што се, десетици пати повеќе. Меѓутоа, кога ќе видите како и со се и тука, однапред се излегува, значи се зборува, јасно дека нема плурализам внатре одредена политичка група, ако сакате. Значи ВМРО ДПМН е веднаш однапред велат, ние ќе го гласаме. СДСМ однапред велат, ние нема да го гласаме. Левица вели, ние не за предлогот. И сега се однапред се знае. Ајде, јас не можам, еве, со вас, што е добро и така би требало да биде. Веламете пред малку со гледачот и се јавува и со право и вели, не може да ме убедите. А јас велам, не се ни обидувам да убедам. Но дискутираме. И нормално е, значи, што размислува секој, не може да се убеди. И сега јас кога би ви кажал, еве, предлог 1, најде сите, јас ставам предлога, сите вие кои сте, гласајте за него. И нема да можам да го постигнем тоа. Затоа што, еве, затоа што имаме размислување. Плурализам на размислување. И секој ќе каже, чекај, ти не можеш да ме убедиш во ова, овој не ми се допаѓа што си го предложили така натаму. А нема да, како јас да кажам во ваше име, еве, јас го предлагам, вие ќе гласате сите за него.
Па тоа го нема таму, а тоа не било смислено во процедурата и затоа, значи, смислено е да има двоен филтер. Председателот размислува, одбира, презентира на собранието размислуваат пратениците, но тие однапред знаат. Колку се пратеници во ВМРО ДПМ, сите тие велат, така ќе гласаме. Колку се во СДСМ, така ќе гласаме. Значи, затоа велам, исто како јас да кажам, сега предлогот е тој и вие така ќе гласате сите. Па може ли тоа? Па не може, затоа веднаш при различност во ставови, во тези, во мислења, веднаш гледачот реагира со право. И вели, да, но јас си мислам така, не можеш да ме убедиш. А не да кажам јас однапред. Утре ќе биде таа тема и сите ќе гласате за неја, ќе кажете така и така. Однапред да знам. Па уште и ќе реагирате, ако можеш да зборуваш ти за нас, што ќе кажеме. Така е замислено и така да функционира, но не функционира, затоа што токму приоритетите се изместени кај нас, не само за ова, што е во прв план. Сето тоа зачинето со етничките кујни и така натаму и каде е државата, е некаде на кој знае кое место. На првите места се тие етнички, партиски и така натаму, после идат неколку празни места, па после почнува нешто од ова другото. Повелете добар ден за следниот гледач. Здраво. Здраво, поздрав до вас. Па види вака, јас сум изненаден многу од господјата президентка гордата Гордана. Ја мислам дека ова е незина идеја, незино решение. Мислам дека не е сугерирал никој свето она така достоинствено председателски донела одлука и Трајко Славевски готово, така ќе биде јака ово што ќе кажам. Мислам, вицеви кажување, се знае чиј е предлогот, али да ти кажам искрено, па и другите два предлога катастрофи. Еве, за овој првиот предлог што е предложен од президенткава, еве, у градско собрание видовме до кај составме толку е уништен градов, тоа е невидено нешто. За инат на Данела, не дека ми е гајле за Данела, само да не сватат погрешно, абе, што не донесоа решења, одлука, го пропастија градов, градски сообраќај, комунална хигиена, редовната ја нема никаде. Кој како сака така прави, сега приватњаци ќе прават проблеми. Он е се уште председател на градско собрание. И што ние од него видовме, пајде, абе во оваа држава од бетер на дам бетер сиде, абе ништо нема добро направено во оваа држава. Ја како знам од овој плурализам како дојде овдека, дека и тој Јосип Брозовски комунизам беше познай колку подобар, але ова човече, абе луѓево човече, ја не знам, луѓево сите се надија се памина некои дроги на нешто се, за да бидат среќни инаку. Не може да биде среќен со вакви влади и ние поуше ги гласаме, па ајде глас, дај му глас, нека победе. Да зинат. Така, благодарам, поздрав до вас, до слушање, повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, добар ден, повелете. Поздрав до вас, до гледачите. Ви благодарам. Сега вака ќе кажем. Трајко Славевски дојде од Охрид во Пантолани 3/4. Студираше овдека. Има изванредно сиви. Докторат, магистратури, едно друго. Меѓутоа, тој е чист теоретичар. Тој ништо у пракса не сведи. Беше во Министерството за развој, не видовме никаков развој. Беше во Министерство за финансии, не видовме ништо од финансии, односно никаков ај. Го ставија председател на Совет на град Скопје. Што направи? 4 години. Не е Даниела може да е виновна. Меѓутоа, сите одлуки ги носи Советот на градот Скопје. Без него не може ништо да помине. Така да пропадна брзиот воз, овај автобуски превоз. Оној мост на Вардарка и салата Јане Сандански, направене 5 години, не е пуштен у употреба. Не ги решили имотно-правните односи. 10 години, 5 години се градеше, 5 години стои изграден, 10 години не ги решија овие односи. И кој е тој Трајко Славевски да биде председател на Совет на град Скопје? Таму треба да биде најмалку
Скопјанец со трето колено. А не туку така, дојлевци го уништија градот. Па, да ви кажам право, Охриджани, кога ќе речат скопјанчишта, јас што да кажам скопјанец та? Потекло од памтирек. Срамото ова, и таа Давкова, и таа има потекло од Кичево. Нема скопјанец, овој премиерот и тој е од Кичевско потекло, татко. Да, ви благодарам и поздравувам, но добро е ако биде изгласан Трајко Славевски за нов гувернер на Народна банка. Ете и самиот кажа, ќе се повлече веднаш од функцијата председавач на Советот на град Скопје, па ако ова што дискутираме една од главните пречки бил, тогаш ова може да има и своји предности, значи доаѓаат подобри денови за Скопје. Сега за ова Народна банка, тоа е друга работа. Но и друга област, финансиски, барем директно финансиски поврзана. Тука има многу, во град Скопје многу и други конкретни проекти, инфраструктурни и слично. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани Почит до вас, добар ден. Телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Па, функцијата гувернер на Народна банка е по закон дадена на личност која треба да се грижи за монетарната стабилност на државата, Така. а тоа опфаќа стабилноста на банките и на финансискиот пазар. Или да бидам попрецизен, не може било кој да е владетел, значи пазете, монетарната власт е одвоена власт од извршната. Не може премиерот, кој е председател на извршната власт, да му речи во Народната банка, ај, патка, позајми ми некое милионче. Не може така. Тие се пари строго наменети за стабилноста на банките и за финансискиот пазар, односно за стабилноста на денарот. Да. Или да бидам уште попрецизен, во собственост на Народна банка на Македонија моментално има 4,8 милиарди евра во девизни резерви и 7 тона злато. Значи на гувернерот му даваме клjuč на државните ресурси. И нормално треба со каматни политики, со други финансиски средства да се грижи за монетарната стабилност на државата. Сега кој го предлага гувернерот на Народна банка? Председателот на државата. Јас колку што знам на последните председателски избори, Гордана Силјановска освои 561.000 гласови, а опонентот Стево Пендаровски освои 252.000 гласа. Значи не може овие со 252.000 гласови, таа опција да ми нудат решение. Белки ова со 561.000 глас има повеќе легалитет и легитимитет да предлага извршител на функцијата гувернер на Народна. Да, добро, да, истече времето, но јасно, токму затоа кој да е председател, затоа тој го прави изборот, sejedno и така и станува председател и за еден глас повеќе станал председател, потоа како носител на таа функција, помеѓу другите ги има и ова предлог за нов гувернер. Со тоа што да, се предпоставува дека работата не е завршена, односно дека има можност и дека ќе се дискутира пред собранието. Затоа и земено тоа, односно ставено како процедура. Инаку, ако се подразбира дека предлогот на председателот ќе биде и автоматски усвоен, тогаш немало ни потреба да се става, да оди пред собрание. Тогаш само е директно доволна постапката, председателот на државата го предлага и го назначува. И готово, како што има и ингеренции одредени за назначување и така натаму. Но токму затоа е ова како дополнителен механизам кој потоа ќе го преиспита предлогот на председателот. Значи се остава можност, тоест би требало да се подразбира да се дискутира за кандидатот, да се дебатира и потоа јасно повторно со тежината на
тие пратенички места и тие ги имаат гласовите на народот како председателот, тие по своја функција, да изберат или да не изберат. И со тоа се смета дека процедурата е реално исцрпена по однос на тоа дали кандидатот заслужува или не. Затоа што не се претпоставува дека ќе има било какви други конотации при изборот. Политички, партиски, лични и така натаму. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, вие сте, добар ден, повелете. Добро, ето јас случајно добив, кај вас се јавувам. Повелете. Сакам да ве поздравам. Ви благодарам. Ме заинтригира малку оваа темата. Сега покасно се вклучив, ама гледам сите се против изборот на Славевски, како знаете тој. Па и јас исто поддржувам тие дискутанти. Значи тој не знам дали нешто направи, јас и во совето кога гледаме телевизија, ништо не можам да го разберам. Нешто кажува, сам си збора, сам си слуша. Неразбирливо зборва, нечисто зборва и ние граѓаните тешко го разбираме, а и скоро избегава и да зборва. Така да, околу таа работа е то, а јас да ви кажам, најдобро беше тие да избира ја, сам гувернер на Народна банка, по процент на завршен факултет, со колку поsto има завршен факултет. 9,8, 10, таму како оди тоа, не знам, тие работи. Зошто со разговор, па овој разговор, со тој разговор, па со третиот разговор. Па еве и девојчето, како е, се вика, таа што беше досега гувернер на банката, се покажа. Добро чупе, младо чупе, школовано, сигурно има тие магистратура, сигурно има пракса, сигурно се покажала и досега, пошто помладите имат повеќе искуство. И како што слушам од претходните граѓани, ништо досега не бил покажан, не знам зошто и до кога ќе одиме вака. И сега вие тука исто да го дискутирате, цело време зборувате, дека ќе собранието ќе одлучи. Па се знае собранието, што го гласа председателката и премиерот, се знае дека тие директно ќе кренат рака за него. Дали е тој способен или не, дали сака или не, тоа е, ние самите од дома што гледаме телевизија знаеме дека тоа ќе биде само амин речено. И така, ве поздравувам толку треба да кажам, па се јавувам, бидете поздравени, ве следиме. Повелете, да, и во друга прилика ве поздравувам. Добро, јас само велам дека не би требало да се подразбира дека ќе биде избран од собранието. Кој да е, односно која и да е процедура за која за жал одна прецизна е закон, се едно. Особено и зошто се тие скратени постапки. Па барем сватиле што попусто ќе зборуваме кога и така се знае. Ајде барем да не си го трошиме времето, ќе одиме во бифето. Значи, барем ете практично мислат тука, прагматично. Па ајде скратена постапка, кога и онака се знае. Но велам, не би требало, затоа и паралелата ја направив и тука, па еве не се знае. Односно се знае дека не може да мислите исто сите. Дека секој ќе биде различно, значи не се знае резултатот од дискусиите. И оние кои не учествуваат, а гледаат, може да водат евиденција и да видат, овие беа за не знам, оваа опција, оние за ова, оние помеѓу и така натаму, па да извлечат некаков објективен заклучок. Затоа велам, тоа е предвидено да биде така, едноставно утре да гледаме и да видиме што ќе биде. Па да имаме дебата, врз основа на која ќе се дојде до тој објективен заклучок и ќе бидеме и ние убедени, јавна дебата. А еве, видете, овој кажа вака, па овој му возврати, па оној ги бранеше аргументите и така натаму. Одлично да помина, но помина издржано. Како кога се брани докторска дисертација, магистерска, се едно. Браните пред комисија. Треба да го образложите, одбраните тоа што го застапувате, таа тема. Така и ова во таа смисла, затоа велам, да, во принцип се знае, ако е да се суди според тоа како што се знае за сена назад однапред, особено тие по скратена постапка закони, тогаш би требало да се знае и за ова, и особено со однапред излезените ставови, кој како ќе гласа во име на партии. Ајде за тие помалите, пак 3, 4, 5 пратеници, тоа и може. Се договориме со вас два тројца, ајде дајте ми поддршка. Но не може да се договорам јас со сите. Гласајте за тој што ќе ви го кажам и уште да зборувам однапред тоа. Јас се договорив со моите гледачи, ние така ќе гласаме. Први ќе реагирате вие.
Затоа велам, тоа е дојдено до таму што да, се подразбира и нас ни е нормално. Тоа е ненормалното под наводници. Во насока не е нестандардно, не е ненормално како забегано. Повелете, добар ден. Ало. Да, повелете, вие сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Во врска со изборот за гувернер на Народна банка, сметам дека дека најдобар предлог е досегашната гувернерка. А гледачот пред малку што кажа, господјата Давкова дека е избрана со 561.000, а господинот Пендаровски бил со 250 или колку, каква врска има тоа? Еве, оние со 250.000 бил избран, ја избрал Бежовска. Што се слушна за Бежовска? Каква дамка остави како гувернерка? Така да сметам дека таа споредба воопшто не е, мислам, на место, нема никаква врска, а Бежовска, ако подлегнеше, ако не беше добра, ќе подлегнеше и за Евростандард банка на господинот Коста Трифуновски. Трифун Костовски, да. Така да сметам дека досегашната гувернерка и меѓународно призната и во нашата држава, така да сметам дека воопшто изборот досегашен беше супер. И така да треба по мое, мислам дека и повеќето гледачи, мислам дека треба да остане господјата Бежовска. Ви благодарам. Ви благодарам. Поздрав до вас, повелете. Повторно да се слушнеме. Добар ден, повелете. Ало. Повелете, вие сте, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме. Прв пат се јавувам, меѓутоа толку сум револтирана од предлогот на председателката да не можам да обично ве пратам и слушам свашта, али денеска јас ќе кажам свашта. Господинот Трајко Славевски, професор на универзитет, едно друго, јас тоа не го спорам, неговото знаење и едно и друго. Меѓутоа, у пракса ништо нема работено. Понудено му е, ете, у пракса да се покаже по Советот на град Скопје. Покажа доволно. Скопје никогаш не изгледало вака прљаво. Скопје никогаш немало ваков градски превоз. Скопје никогаш не било пропаднато како у времето на госпоđата Данела, која што зависи од Советот на град Скопје. Го памтам господинот кога беше министер за финансии. Он тога ни ги укина чековните книжки, воведе платежна картичка. Прво, ние никој не бевме спремни за таа платежна картичка. Многу луѓе заглавија со тие картички, не знаева како да се раководат со нив. Второ, никогаш нема да заборавам. Тогај у име на покачување на личен доход, укина хранарина, не укина уствари. Он хранарина и превозот на работниците им го клучи во основата на личен доход. А од тогаш ли е тоа? Јас не бете да. Придонеси се плаќа на државата, меѓутоа они денеска взимаат превоз посебно, господава функционери, а работникот од таа мизерна плата што ја взима, мора да си го плати и превозот. 700.000 работници се оштетени со тоа. Господинот не покажа ништо позитивно и ја не очекувам дека ќе постигне нешто и по... Да, благодарам, ве поздравувам, повелете да се слушнеме повторно. Јасно, нема хранарина, нема превоз. Но велам, ете, секој на кого се одразило тоа, јасно дека не му одговара, ускратено му е нешто, но од друга страна, велам, може би е добро за економијата. И тоа е, ете, оној логички, економски, трговски начин на размислување. Како да потрошите помалку, а да сочувате повеќе, како да продадете поскапо, како да заработите повеќе. Тоа е таа пазарна економија. Сега, тука колку има емпатија, колку има човечност и така натаму, но затоа тоа не се хуманитарни здруженија и што не значи дека не треба да мислат за луѓето, особено за својот народ, јасно. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, повелете.
Во право се овие што се јавуваат северџаниве. Треба да биде гувернер Заев, Филипче, или Апасиев. Ја тоа предлагам. Кај нив парите се најсигурни. Тогаш ќе бидат уште не милионери, него милиардери. Првиот што се јави 2 пати, внукот на Ибе Пали куќа, кажува не гласал и нема да гласа за македонски партија, албанците да ја владеат државата. Ова втората што карикира и ова женава и други жени, сите по женска линија била одлична оваја претходната гувернерка и требала да остане. Да им кажам една работа. Таа по налог на владата, тогашна, му ја уништија банката на Трифун Костовски. Трифун Костовски не требаше да се затвара банката, го уништија човекот. Фактички му ги украдува парите. Таа банка на многу поубаво место е во однос на комерцијална банка. Пуста завис на Хари Костов, нивниот овој пулен на СДС. Пуста завис таа неговата банка во дупка, оваа напред. Им кажав на многу луѓе дека пикирана е таа зграда и сигурно еден ден ќе биде на комерцијална банка. Запамтите ги овие зборови. Значи, овие северџаниве што се јавуваат и што го напаѓаат Трајко Славевски затоа што не е од СДС, да им порачам дека нивната партија на локални избори нема да добие ни 2 градоначалници, ќе пропадне партијата и сите како нив ќе бегаат во знам за да повторно се изгребат за некоја привилегија. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Ало? Повелете, добар ден, вие сте. Почитувам водителу, добар ден. Добар ден, повелете. Зборот кооптира. По мое, не знам, мислам чив збор е, али ја подразбирам напредување и напредок. Во одредени позиции, така. Ја не знам, со кои заслуги овој срам Трајко Славевски ќе е кооптиран. Трајко Славевски што уништи Советот на град Скопје, што ја уништи Даниела Арсус као листа партија, или ќе се реда позади незе. На што личи ова која смејурија? Трајко Славевски, некултурен, во еден момент излезе на говорницата беше Арсова. Он излага, ја мислам готов, нели? Тоа е символ на ДПМН, викам готов, фати за коси сега. Нели ДПМН знаат они за коси да влечат, до земјата, како Шекеринска што ги направи. Арно, и го земате микрофонот. Трајко Славевски. Тешка, да не кажам мизерија и провинција. И сега пазете, ова оглавчево што е ставено на гордата Гордана, ременчето што и го става овој шпицигачо и чизвало и се знаете како лево, вака лево ќе гледа, десно ќе гледа. Сега ако сака да ја дигне главата на никако доле, тоа е чизмата. Сега мене некој ќе ми кажа дека ова било предлог на гордата Гордана. Луѓе, дали сме луѓе, дали сме човек? Овие вакви иронии, скапани игри, нечестни до кога? На сите страни. Па не треба да биде партиски обоен. Благодарам. Благодарам, поздрави до вас, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Исо? Да, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. За да вреđаш некого, треба да имаш свест во главата. Ако во Германија вака се менува партиите и ги вредните луѓе ги менуват, а тоа нажалост кај нас само партиски се менуваат луѓе, знаел, не знаел, вака ќе ни оди државата. Мене, не сум јас несовесен да мислам оно што го кажувам, ама не сум па совесен ко него да бранам Трајко Славевски. Трајко Славевски, еве, луѓето сите што кажеа, го запусте град Скопје. Од тука почнува, Даниела толку не ми е крива.
Зошто не ги гледа работите, изгледа со граѓанин од Битола ми е, па да ја види и Бекали Паликуќа. Ке ја види убо, тој ја гледа, ама се прави слеп. Оти не ти идевам за Ставлевски, не се каже Данка, оти не ти идевам за женава што беше во банката, Соврска инако работи добро. Се додека партиски луѓе ние внесуваме, така рек се запусти, партијата ме донесе. Без да знај, без да е школован, без ништо, ќе вели партијата, јас бев раководител и знам. Мораш да го запосли, знаел, не знаел. Зато донде дојде рек. И има многу работи, да не кажувам. Нека не треси глупости, нека не именува луѓе. Секој си има свое мислење. Тоа ви беше зборо, неќам поќе. Треси глупости не можам да го поднесам. Овој рече вака, би ти кажи за тебе. Што ќе ми кажеш за Трајко Славевски? Што направи? Беше и министер за економија. Што ти е? Каже у Божерата. Тој ги уведе тие патни трошоци, ги скина. Оти сега не ги скинат за пратениците. Туку чутат сите. Ајте, молам. Само напред тоа што го кажат. А овие нека се тргна и чекам луѓе нови да дојдат, да знам дека живеам во Македонија. Да, благодарам ве, поздравувам. Би рекол дека завршуваме тука така. Останува да видиме на собранието е утре да ја разгледа биографијата на предложениот од председателката Силјановска Давкова кандидат Трајко Славевски, односно неговите компетенции, стручноста, соодветноста за оваа позиција и да ја донесе одлуката како Народно собрание, парламент. Секако ќе го проследиме и ние тоа во подеднакво, но само во еден помал формат на едно наше граѓанско Народно собрание исто така. Имајте пријатно попладне, ви благодарам за учеството и за вниманието. Довидување.